Почитувани представници на медиумите, по членот 10 од Уставот на Македонија, јасно и недвосмислено стои: животот на човекот е неприкосновен. За жал, во Македонија, дури и во овој момент, се случува грозоморен скандал, каде и денес и сега се заработува на грбот на болните од канцер. Создадено е системско диво месо на криминал и корупција, која ги има зафатено сите пори на општеството. А највеќе доаѓа до израз таму каде треба да се спасуваат животите. Жално е што обвинителството не покрена ниту обвинителен акт и се заврши со само формална предистрага. Доста со басните за некаква висока политика. Во реалниот живот се губат животи поради корупција и криминал. Преку свиркачи добивме огромна документација која многу внимателно ја анализираме и врз основа на која влечеме заклучоци, откако претходно се консултираме со луѓе кои што се стручни и луѓе кои што имаат предзнаење и познавање за тоа кое што е содржано во таа документација. Денеска ќе зборувам за 3 заклучока кои што произлегоа од таа документација која што ја добивме од свиркачи, но во периодот кој што следи ќе има уште. Како што кажав на самиот почеток од оваа денешна пресконференција, животот на човекот е неприкосновен. Без разлика колку и да има корумпирани луѓе, колку и да има луѓе чиј што основен мотив е криминалот, животот на човекот е неприкосновен. Имено, ова што е во ракава што го држам пред мене, е извештај од Фондот за здравствено осигурување. Овој извештај практично е извештај од извршена воренна финансиска контрола на условниот надоместок во УКРО Скопје. УКРО е Универзитетска клиника за радиологија и онкологија. Периодот кој што е опфатен во овој извештај, внимавајте, е за Министерството за здравство 2 години, тоест опфатени се во овој вонреден контролен инспекцијски надзор јавните набавки за периодот од 1. август 2021 година заклучно со 1. август 2023 година. Попрецизен да бидам, тој е периодот после оној период за кој што зборуваа од владата дека е опфатен со предистрагата, односно дека до 2021 година се правило што се правило, а после тоа се било според правилата. Еве, овој извештај го опфаќа работењето и јавните набавки на Министерството за здравство во периодот од 1. август 2021 до 1. август 2023 година. Овој извештај се уште во јавноста го нема. И исто така е опфатен период за јавните набавки само на Универзитетската клиника за радиологија и онкологија, понатаму во текстот УКРО, за 4 месеци. И тоа декември 2022, јануари, февруари, март 2023 година. Доколку внимателно го анализирате извештајот, ќе извлечете повеќе заклучоци, но 2 се фрапантни. Првиот заклучок од овој извештај, кој што денеска ќе го прочитам пред македонската јавност, е следен. Добавувачите, согласно договорите, се должни да ги испорачаат лековите во рок од 5 дена или 10 дена, иако доцнат со испораките и се создадени дефектури, нормално,
за јавноста за да биде појасно што значи дефектура, тоа значи период во кој што пациентите не ја добиваат терапијата. Значи, покрај тоа што се создадени вакви периоди, кога пациентите не ја добиваат терапијата, бидејќи добавувачите не ги почитуваат договорите, не е испратен ниту еден допис од одговорните лица, ниту е нешто превземено да се надмине дефектурата, да се извести Бирото за јавни набавки, да се даде негативна референца на добавувачот или да се прекине договорот. Потоа, во текот на оваа пресконференција, ќе се надоврзиме која е омилената веледрогерија на власта. Ниту еден добавувач не е предупреден, ниту му е дадена негативна референца за неиспорака, а не е ниту добиен одговор, било каков, објективен или субјективен, од дистрибутерите, зошто не се испорачува навремено робата според договорот. Свесно се крши договорот, не се испорачуваат лековите, пациентите остануваат без потребната терапија и за тоа никој не сноси никакви последици. А ќе ве потсетам, зборувавме за реверси. Предвремено доставување на лекови за оние кои што тие лекови им се потребни. Вториот фрапантен заклучок. На одделенијата за лежачки пациенти во амбулантските дневници, медицинскиот персонал го запишува и остатокот од некои вијали. Вијала е пакување. Дека е издаден даден на соодветниот и друг пациент со цел да се заштеди вишокот на лекот, но нема писмен траг, интерна книга, дали се фрлени или кому се дадени за да се доискористи лекот од вијалата. Преку пример, треба да се аплицира лекот на пациент, вијалата е 100 единици, дозата која што треба да ја добие пациентот е 50 единици, тие 50 единици се аплицираат, но останатите 50 единици никој не знае, ниту има некаква трага каде завршуваат и дали некаде воопшто завршуваат. И ова е така со години правено, бидејќи нема никаква контрола. На тој начин директно со милиони, стотици милиони се оштетуваат македонските граѓани. Овој документ што го имам е извештај од специјалист, односно субспецијалист, каде што во наодот вели дека на барање на пациентот терапијата ќе се аплицира во друга медицинска установа на онколошко одделение. Со други зборови, доаѓа пациентот кој што треба да добие терапија, на клиниката во торбичка му е даваат терапијата и потоа пациентот оди да ја аплицира таа терапија. Вистинското прашање е дали имаме повратен одговор каде е аплицирана таа терапија и дали навистина е таа терапија аплицирана. Но исто така останува непозната дилемата. Дали самата клиника имала интерна процедура или протокол за издавање на лекови согласно членот 8 од Законот за евиденција од областа на здравството, имајќи предвид дека секој од овие лекови, за да се пренесе од точка А до точка Б, треба да има и соодветен термички третман, во еден од договорите стои дека лекот не смее да биде во средина каде што температурата ќе биде помала од 2 степени Целзиусови, поголема од 8 степени Целзиусови. Дали ова организиран шверц и дали е ова начинот на кој што се испумпувани милиони од буџетот на грбот на граѓаните во Македонија. Понатаму, зошто никој не го отвори прашањето? Која е цената по која УКРО, односно Универзитетската клиника за радиологија и онкологија, ги наплаќа своите услуги од Фондот за здравство и која е цената која што пациентите ја плаќаат за аплицирање нови лекови во други здравствени установи? Дали е тоа двојна наплата? Дали не сите граѓани имаат право на живот? Трет заклучок. Овие документи
што ги гледате, се само 4 од многу. Тоа се лекови. Лекови. Кои што би требало да спасат човечки животи. Но исто така и лекови, кои за ова диво месо во здравството представуваат можност за профит. На грбот, на здравието на луѓето. Ова се лекови, кои што според Фондот за здравство на 31. март биле залиха, односно се наоѓале како залиха и биле подготвени да бидат аплицирани до пациентите. Нормално сите овие лекови доаѓаат од омилената веледрогерија на власта. И ке започнам. Прво, тој е лекот Абиратерон во ампули од 250 мг. Според Фондот за здравство на 31. март 2023 година состојбата на залихата била 121 милион 149 360 денари. И тој лек е пакуван во две големини, 250 мг и 500 мг. Следен лек, Алектинип. Алектинип, состојбата на залиха на 31.3.2023 е, речиси, 123 милиона денара, или тоа е, отприлика точно, не отприлика, 122 милиона 986 958 денара. Понатаму, Фемурафенип, 240 мг, состојба на залиха на 31.3.2023 година, 406 милиона 464 361 денар. И да не останам должен, Абиратерон, лекот во пакување од 500 мг, состојба на залиха на 31.3.2023 година, 950 милиона 292 денари, или вкупно нешто повеќе од 1,5 милиарда денари, или нешто повеќе од 25 милиони евра. Дали оваа залиха навистина постои физички или само на хартија, за тоа малку подоцна. Ова е договор. Договор на еден од добавувачите, кој што е омилен од страна на владата на СДСМ и ДУИ, и кој што нормално има привилегија најчесто да ги добива јавните набавки. Овој договор опфаќа се што претходно прочитав. Сите овие лекови кои што претходно ги прочитав се опфатени со овој договор. Но тоа што овие на залиха имале 1,5 милиарда денари на 31. март, не ги спречило на 27. февруари да распишат јавна набавка, со која што повторно ќе побараат од истите овие лекови рамковен договор со овој омилен добавач, а тој пак на 8. мај ќе го склучи овој договор во вредност од точно 513 милиони 656 549,66 денари со вклучен ДДВ. Како што можете да видите, почитувани присутни, станува збор за организирана мафија, која што за жал денеска се уште оперира. Мафија која што на грбот на граѓаните заработува. Она што овде е запрепастувачко не е само криминалот, туку бездушноста да се заработува од уништувањето на другите животи. Ова канцер мафија, која го создаде дивото месо, мора да биде победена и мора да има одговорност. Бараме во овој момент анкетната комисија во Собранието, која се однесува на овој случај, да се прошири и опфатот да биде и овој период кој што го опфаќа овој извештај. Воедно сите овие наши сознанија ќе бидат доставени до јавното обвинителство. Прецизно бележиме се. Одговорност ви велам дека ќе има. Јас сум сигурен дека оваа влада, која што е измекар на повеќе позиции, нема да мрдне повеќе од предистрага, но ви уверувам дека следната влада
има озбилна намера да се позанимава со овие битанги кои што со години заработуваат на смртта на нашиот народ. Ви благодарам. Ако имате прашање, повелете и ставам на располагање. 513.656.549,66 денари со вклучен ДДР. Објавена јавна набавка на 27 февруари. И покрај тоа што констатирано е дека имаме повеќе од 1,5 милиарда од истите овие лекови на залиха на 31 март истата година. Извештајот е правен од Фондот за здравство. Фондот за здравство правил воренна финансиска контрола на јавните набавки во рок од 2 години на Министерството за здравство, почнувајќи од 1 август 2021, завршувајќи со 1 август 2023 и парцијална инспекција на финансиското работење јавните набавки на УКРО, Универзитетска клиника за радиологија и онкологија, во периодот декември 22, јануари, февруари и март 23 година. Да, повелете. Денеска во собранието некако стана јасно дека законот за амнестија е пропадне. Не само поради тоа што не јавите 5000 амандмани, туку поради тоа што власта сама се откажа на некој начин од него. Од СДСМ денеска префира дека нивните пратеници нема да го гласат. Како коментирате ово и дали гледате потенцијал во овој закон да предизвика евентуално владина криза, имајќи дека постојат и повици до самата алијанса за албанците од страна на Сдружената албанска опозиција. Како гледате на овие случаи? Ја добив таа информација. Нашиот став како ВМРО ДПМН е јасен и прецизен. Александар, тука немаме никаква дилема. И тоа го кажавме неколку пати во минатото. Откако овој закон помина владина процедура, се најде на владина седница како дел од дневниот ред денеска. Тоа што може да значи? Тоа може да значи дека Спасовски, Ковачевски, Маричич, Бисера, одбрана, како се викаше, Славица и останатите од СДСМ, Славјанка, па имаше и Славица на грковска ли беше. Тие го гласале на владина седница. А пратениците на СДСМ сега велат ние нема да го гласаме. Може би треба прашањето да биде упатено кон Ковачевски, да не има некакво недоразбирање помеѓу пратениците и раководството на СДСМ кога станува збор за гласањето на овој закон. ВМРО ДПМН имаше јасен и прецизен став. Значи, ќе повторам. Ковачевски, Спасовски, Маричич и останатите, да не им ги погрешим имињата, да не ми се налутат, го гласале на владина седница овој закон, а пратениците тоа не го гласат. Околу вчерашното однесување на господинот Исмет Рамадани во емисијата Само вистина на канал 5 телевизија, во која што беше нападен господинот Александар Будиновски за ширење на националистичка риторика, ако тоа така може да го срочам. Ваш коментар околу случај и исто така нападење што сега ги читам и слушам на директорот на телевизијата. Да, ви благодарам. Како политичар и како јавна личност, можам да кажам дека, а и од лично искуство, познавајќи го новинарот, бидејќи сме учествувале на неколку емисии заедно, дека станува збор за исклучително коректно момче, кое што си ја работи својата работа многу професионално. Моето искуство е дека никогаш не оставил ни најмал простор за тоа што беше оквалификуван од страна на господинот кој што вчера по мене безочно го нападна во отсуство на аргументи. И апсолутна моја поддршка до новинарот. Нормално е да се очекува да луѓето кои што го водат тој медиум реагираат и за мене реакцијата која што следеше после тоа е очекувана и можам лично да кажам огромна поддршка за медиумот. Мојата честитка и на роденденот на медиумот беше
политичарите постојат и заминуваат, медиумот останува, да продолжат и да продолжите да работите професионално, затоа што таквите ликови кои што вчера безочно нападна во отсуство на аргументи, со квалификации кои што се непримерни, ќе заминат еден ден од политичката сцена, вие треба да траете и треба да бидете препознатливи според кредибилитетот и професионалноста како новинари. Задржете таа професионалност и неутралност и воопшто не треба да се посветува внимание на луѓе кои што се само една лоша епизода на политичката сцена во Македонија. Само уште едно прашање, има ли некаков напредок или дали уопште почнаа разговори за околу датумот за избори, организацијата на целиот изборен процес? Таа тема се дигна, па некако ја снема. Има ли некаков напредок, имате ли средби некакви разговори? Или само преку медиумите разговарате? Разговараме преку медиумите, за жал, што не би требало да биде. Нашиот став е јасен, дека не треба двојно да ги малтретираме граѓаните. Најмалку тоа што во овој момент им е потребно на граѓаните е двоен напор, затоа што некој така проценил дека нему политички така му одговара. А тоа е да ги раздвојат изборите. Едните да биле во март месец, председателските, а во јуни месец да биле парламентарните, мислејќи при тоа дека во март месец ќе создале не знам каква еуфорија и потоа таа еуфорија ќе им помогнала на парламентарните избори да постигнале подобар резултат. Мојата порака до овие политичари е дека никој нема право да троши милиони евра народни пари, тешко спечалени, крваво спечалени, за да реализира своји политички амбиции. И тоа би било безпредметно, според мене би било глупаво. И затоа ние инсистираме и апелираме изборите да бидат заеднички. Но доколку така одлучат, бидејќи се тие сепак мнозинство, и доколку за прв пат одлучат да не ја консултираат опозицијата, да немаме консензус по ова прашање, датата на организирање избори, начинот на кој што се организираат, тоа е нивна одлука и одговорноста ќе биде нивна. Јас можам само да ги повикам сите оние членови, поддржувачи, истомисленици на СДСМ да застанат во редот заедно со ВМРО ДПМН и коалицијата, има место за сите, да не им робуваат на малкумината кои што денеска се дел од раководството на СДСМ, кои што за жал наместо да бидат државотворна партија се претворија во измекери на Демократската унија за интеграција. Да застанат, има место за сите. Нас ни е потребно обединување на секој граѓанин кој што не се согласува со овие анационални и ненародни политики, криминални политики на владата на СДСМ и ДУИ. Јас ги разбирам. Верувале во идеологијата социјалдемократска, биле членови, активисти и така натаму и така натаму. Да не дозволат, заедно со малкумина кои имаат личен интерес, дали се тоа овие тендери, дали е нешто друго, е небитно. Да не им робуваат на тие луѓе. И заедно со нив да се обидат да ја однесат Македонија директно во амбис. Тоа нема да им успее, бидејќи тука е ВМРО ДПМН и коалицијата, ќе ги спречиме. Не јас ги повикувам тие луѓе да застанат до нас, на следните избори ВМРО ДПМН и коалицијата да освојат историски резултат, бидејќи многу е веројатно дека тоа ќе се случи, а потоа сите заедно, без разлика на нашата партиска определба, да ги засукаме ракавите и да направиме нешто за нашата татковина. Успротивно, ако продолжиме да се валкаме во ова политичко блато, нема да има иднина, државата ќе ни се празни и прашање на време кога и нејзиното постоење ќе биде доведено под знак на прашање. Може ли уште едно прашање само кратко? Да. Министерот Лобер најави работна група за реформа на судскиот совет, дека сака да го сменат законот за судски совет за да ги надминат оние недостатоци што се утврдија периодот и најави дека ќе поканат представници од сите од најголемите партии. Дали ќе учествувате и како го толкувате ова најава од Министерството за реформа? Нашиот став за соработка со оваа влада дека го изгубила кредибилитетот, а нема никаков демократски капацитет, ниту пак кредибилитет, е познат. Јас мислам дека министрите во владата полека, но сигурно треба да ги пакуваат своите куфери и да се спремаат за некои други институции. Ви благодарам.